невестата во новиот дом. Пред куќата свекорот ја спушта невестата од конјот. И тоа врз тепсија со алишта од младоженецот, за во бракот да оди по мажот. Свекрвата ја дочекува невестата со вино и сад со жито и бомбони, од кои таа зема помалку, а остатокот го фрла зад себе преку главата. На невестата ѝ подаваат и машко дете, да го дигне 3 пати во раце, а потоа да го дарува. Кај мијаците, невестата од конјот ја симнува стариот побратим, кој ја поведува кон куќата со узда. На главата ѝ става капа од момчето, за да му биде покорна. А додека ја води по патот, и постилаат мушавче, односно волнена патека, за да не стапне на земјата. Во куќата невестата се поклонува кај огништето. Го меша огнот и даваат сито со брашно да засее малку брашно, а во него се ставаат пари за месаријата. Потоа го промешува јадењето и слично, со што се испитува умешноста на невестата за домашните работи. Пред вечерата, за која секој гостин донел од дома јадење и пиење. Кумот го вади превезот и венецот од невестата. По вечерата се изигрува невестинското оро што го поведува невестата, а по неа се редат свекорот, стариот сват, деверите и другите гости. Потоа невестата се бакнува со сите гости и тие се растураат и си одат по своите домови, а невестата ги испраќа заедно со младоженецот и со деверите. Потоа, младоженецот и невестата вечераат заедно со деверот и деверицата. Овој чин има за цел да се обезбеди пород, а исто така невестата при бременоста и раѓањето на детето да нема маки. По вечерата, невестата останува сама со деверицата, а младоженецот со деверот, кои што ги поучуваат за првата брачна ноќ. Деверицата ја облекува на невестата нова бела кошула. Младоженците остануваат сами, а за тоа време постариот девер прислушкува на вратата и ѕирка за да не им бидат децата слепи и глуви.